Добар ден, почитувани гледачи. Ова е емисијата Агроисток на Канал Плюс, во која, како и секогаш, донесуваме интересни прилози со кои веруваме ќе го задржиме вашето внимание. Балкан Еко Фруит во Свети Николе е релативно нова компанија за производство и преработка на овош и зеленчук. По пробниот период од една сезона, акцент во наредниот период ќе стави на доматното пире. Да го проследиме разговорот со менаџерот на фирмата Горан Митев. Еве на почетокот да слушнеме кој беше мотивот за реконструкција и ставање во функција на овој замрен капацитет. Значи, главниот потик за нас за да влезнеме во оваа фабрика беше тоа што Македонија има недостаток на готовиот производ, тоест на робата која што може да се произведува. А во тоа видовме и можност, така да кажам, да го освоиме македонскиот пазар, бидејќи досега македонскиот пазар во главно од овие производи зависеше од увоз. Овде сме, значи, веќе од година и пол, од 2014 година, крајот на 2014 година. Фабриката успеавме да ја пуштиме минатата сезона, значи од месец јуни па до месец ноември, ние овде работевме. Успеавме да ги пуштиме скоро сите линии, со што увидовме, значи, на кои недостатоци можеме да се соочиме, со кои проблеми. Увидовме на кои машини, значи, се потребни поголеми сервиси, кои машини мора да се заменат, кои мора да се дополнат. И после сето ова, значи, направивме... Да, ова минатата година беше еден вид пробно производство, со што после, значи, искуството од минатата сезона, ние склопивме еден проект преку ИПАРД програмата, проект со кој ќе се надополни во главно еден голем дел од опремата која што овде е амортизирана, но пред се ќе се набави една нова машина која што ќе ни овозможи овде да произведуваме производ, тоа е доматно пире во асептично полнење, производ кој што во Македонија моментално не се произведува и македонскиот пазар зависи 100% од увоз. Ова е можност за нас, за македонскиот пазар, не само тоа што нема конкуренција во овој дел, туку со тоа што и самиот македонски пазар е заштитен со високи царински стапки на увоз на ваков производ. А со тоа и увидовме можност, значи, наместо странски производи да се користат во Македонија, да се користат и македонски домашно произведени 100% производи произведени овде во Македонија. Што покажаат до сегашните анализи од пробното производство? Така, значи, минатата година имаше едно пробно производство, наше собствено дел, а дел со кооперанти овде од регионот, кое што пробно производство помина сосема успешно. И затоа оваа година се зголемуваат рапидно површините на кои што се подига индустријски домат. Минатата година успеавме како пробно производство да преработиме негде околу 1200 тони индустријски домат, што е за жал само 10% од нашиот моментален капацитет кој што го имаме. Нашето стремење е да го достигнеме максимумот од овој капацитет, а тоа значи преработени 12 милиони килограми домати, а произведени околу 2000 тони готов производ доматно пире. Оваа година, значи, веќе склучуваме договори со земјоделците во регионот, сите кои што имаат слободни површини, припремени за градинарско производство, веќе не контактираат. Од наредната недела пристигнуваат и семињата кои што ќе бидат потребни за засадување на овие површини, така да доколку има било кој заинтересиран за склучување на договори, подигање на насад со индустријски домати, го покануваме да не посети и да склучиме договори. Тоа се однесува за Овчеполскиот, па и пошироко од Овчеполскиот, Штипскиот регион, Кочанскиот регион, секаде каде што има услови за производство на ваков тип на градинарско производство. На кооперантите им нудиме, значи, сигурен откуп, им нудиме семе потребно за сето ова, а на сите поголеми површини, значи кооперанти кои што имаат поголеми површини, нудиме и наша машинска берба. Значи, тоа е берба со
специјална машина комбајн за берење на домати, која што го набавивме минатата сезона, се покажа сосема успешно во работата и од оваа година планираме да го искористиме со 100% капацитет. Истиот има капацитет на берба околу 50 тони на час. Да ни кажете каков е асортиманот на производите кои излегуваат од погоните на оваа компанија? Значи, покрај доматното пире, овде во нашата фабрика ние работевме со производи од вишна. Тоа беа компоти од вишна, како и пастеризирана вишна во лименка, кои што во главно 90% се извезуваат, делумно тоа е и застапено и на македонскиот пазар, особено компотите од вишна, кои што може да се најдат веќе во македонските маркети. Додека други производи, значи исто така работевме одредена количина на ајвари, покрај индустријски така и домашен ајвар кој што е се поактуелен во минатите години, како и делумно производство на мармалади, кое што беше пробно производство од различни типови на овошје, за да увидиме за кои производи може да се обезбеди суровина на македонскиот пазар и кои производи се актуелни и интересни не само за македонскиот, туку и за извоз во регионот. Дали пласманот го наоѓаат само на домашниот или имате извоз и надвор од државата? Значи, не сме сконцентрирани 100% на домашен пазар. Голем дел од нашето производство, пробното производство во 2015 година веќе е извезено и јас можам да кажам дека процентуално поголем е дел во извозот отколку во домашниот пазар. Меѓутоа, главната цел на која што значи покрај извозот ние сакаме да бидеме застапени на домашниот пазар во главно со асептичното полнење на доматно пире, кое што, као што претходно напоменав, во Македонија во главно се увезува. Значи целта е да не дозволиме преку увоз од прекоокеански држави да задоволува потреби за македонски пазар. Кога тоа апсолутно може да се произведе и не само што може да се произведе, туку може да биде и многу пати поквалитетно него ли тоа што го увезуваме. Сигурно имате направено проценка колкави се потребите од доматно пире на ниво на држава. Потребите моментално на најголемите потрошувачи во Македонија на вакво доматно пире се околу 1500 тони готов производ, значи кој што кажа дека 100% сега се увезува, додека ние не би се ограничиле само на македонскиот пазар, туку веќе напорно работиме и сме во преговори со компании од регионот кои што се доста познати и на нашиот пазар и во регионот, а кои што се уште поголеми и трошат многу поголеми количини од колку сите збирно македонски компании во овој дел. Освен со суровини од собствено производство, вие сте упатени на кооперативна соработка. Каква е таа и дали има интерес од страна на земјоделците? Значи интересот е добар, пред се поради високите субвенции кои што земјоделците ги добиваат од државата. Апсолутно, кога земјоделците имаат загарантиран откуп, а дополнително на тоа имаат и добра поддршка и од државата, мислам дека тоа е добитна комбинација за сите земјоделци. Од наша страна 100% се е исплатено на време. До сега и така ќе биде и во наредните години. За крај, каква е структурата на вложување во оваа фабрика? Така, значи покрај првичната инвестиција, купување на оваа фабрика, која што беше финансирана во главно од банкарски извори, во компанијава, бидејќи беа потребни огромни средства за рестартирање на самата фабрика, за набавка на сировини и сето тоа, во оваа фабрика, во нашата компанија влезе партнер од Саудиска Арабија, кој што доби 50% собственост во оваа фабрика, а со тоа инвестираше значителен обем на средства. Значи, ние константно инвестираме во оваа фабрика, се уште се инвестира и ќе продолжиме во наредните неколку години, се додека оваа фабрика не застане на правилни нозе, за да може самата да се одржува и самата да си го финансира својот развој. Покрај, значи, средствата собствени, ние пробуваме и веќе сме при предподпишување на договор за ИПАРТ фондовите со Агенцијата за финансиска поддршка, со кои фондови ние би успеале да набавиме една солиден дел на опрема, на нова опрема која што треба да се инсталира веќе за следната сезона.
Неодамна оризарите повторно протестираа. Овој пат се постава прашањето кој тоа треба да се придржува на договорената цена на оризот и оризовата арпа за да нема вакви незадоволства. Оризопроизводителите од Кочанско повторно на протест го искажаа незадоволството од откупната цена на белиот ориз и оризовата арпа и бараат надминување на состојбите со откупот пред стартот на пролетната сеидба на оризовата култура. Велат дека министерот за земјоделство Цветков останал глув на нивните барања. Го поканивме тој со неговите советници и стручни соработници да биде присутен на теренот, да ја согледа суштината на проблемот. Суштината на проблемот. И ние од него побаравме неговото излагање есента пред жетва да го исполни ветувањето. 25 арпата со 50 белиот. Ништо повеќе, ни бараме 30 на арпата, ни бараме 70 на белиот. Цената на турските семиња се движи 35 денари по кило бел, а 40 на Сан Андрејата. Нашите кочански површини са посејани од 80 до 90% со турски семиња. Вината за случувањата во оризопроизводството производителите ја бараат во турската фирма откупувач на ориз Левидиагро, која што, како што велат протестантите, не им го откупува оризот. Бараат од владата интервентен откуп на оризот за државни резерви. Минатиот протест, што се одржа пред 10 дена во Облешево, беше проследен и со контрапротест на оризопроизводителите, кои пак напротив сметаат дека субвенциите и политиката на владата се доволно стимулативни и во многу им помагаат на производителите. Тие тогаш истакнаа дека главен виновник за високата цена на оризот и оризовата арпа не е актуелната влада, туку дека цената ја диктира пазарот. Инаку, за време на протестот немаше блокада на патниот правец Кочани Штип, туку сообраќајот се одвиваше по едната коловозна лента во присуство на полициски службеници од полициската станица Кочани. Одиме понатаму. Македонија не прифаќа замена на тутунот со друга земјоделска култура. Ова поради тоа што од тутунот во нашата држава екзистираат над 40.000 семејства. Светската здравствена организација бара Македонија да го замени тутунот со друга земјоделска култура. Македонија не прифаќа, ако претходно практично и научно не се докаже дека нејзиното одгледување би било исто толку профитабилно, исплатливо, но и соодветно од аспект на специфичните климатски почви и агроуслови. Како што потенцираат од Светската комора на Македонија, државата останува со истиот став непроменет во однос на Светската здравствена организација, кој ако е потребно и повторно ќе го изнесе на предстојниот состанок на работните групи во Индија. Тутунарите годинава задоволни од откупот, субвенциите и секако од ниските трошоци на садењето. Према од другите години подобро е оваа година. Цените подобро беше од према ландската цена, оваа година подобро е цените. Исплатливо е да работиш. Па до некаде беше добро цената, околу 170 динара. Тука некаде беше просеко. Добро е. Задоволни се многу, како не, благодарни сум со субвенцијата, со тоа по 250 динара се фаќа тутун, па што сака повеќе. Па од другите години секако дека е поарно, нели, од порано. Еве овие 2-3 години стварно тутунот е платен и луѓето се задоволни сега. И до година очекуваме сепак, нели, да остане таа гранка. Годинава тутунот постигна извонредно висока откупна цена 185 динари за килограм или 55% повеќе во однос на ланската година, кога се плаќаше по 117 динари. Инаку во Македонија од тутунот екзистираат 40.000 семејства, а само на истокот околу 1000 домаќинства, претежно од плачковичките села. А во рамките на рубриката Агрономот ве советува ќе говориме за мунилијата, која ако не се третира може да предизвика огромни штети кај овошки. Месец април е еден од најважните месеци во како за овоштарство, така и за ратарство, градинарство и полиделство, бидејќи како се буди пролета, така се будат и болестите и инсектите во природата. Така да во овој месец има најголем напад и од болести и од штетници. Постепено ќе набопнеме некои поважни економски болести и штетници кои напаѓаат во овој период и кои треба да се штитат во овој период неимунално, бидејќи доколку не се заштитат ќе има големи последици по овошките.
Да почнеме со муниријата. Актуелно во овој период муниријата е гавна болест која напаѓа во текот на цветењето и е многу опасна болест. Повеќе напаѓа слива Стенлеј и вишна облачинска, тие посебно страдаат. Доколку не се испрскаат навреме, последиците може да бидат катастрофални, може да го намалат производството 70-80 па некаде до 90%, а што се однесува ќе има последици во наредните години што тешко се искоренува, бидејќи ќе потребат поголем број на агротехнички мерки, како и механички, така и хемиски. Рековме за муниријата има поголем број на препарати кои ги има во нашите земјоделски аптеки. Меѓутоа, многу битно е навреме да биде прскањето. Прскањето за муниријата треба луѓето да го сватат дека тоа треба да биде на почетокот на цветењето. Бидејќи оваа болест напаѓа само преку цветот, преку толчникот. И заразата исклучиво се заразува во правиме обет за мунирија лакса во пролетно време, исклучиво заразата настанува во цветењето. Така да прскањето против мунирија најдобро е на почетокот 10 до 15% кога се отворени цветовите. Сега да појасниме. Има доста забуна и кај нас нема многу искуство околу муниријата. Последно време дека се научија луѓето, има кај да видат претходниот комбинат Сандански редовно врши заштита, сега Рудине. Имаат квалитетна заштита и времето комбинатот кој беше и сега имаат. Луѓето редовно си прскаат и тоа е очигледно. Додека во приватните сектори се гледа дека имат огромни последици од муниријата, како кевичната, кајсијата, ете сега по дворовите може да видите кој нема заштитено, кајсијата направила пустош ова година. Така да условите се феноменални. Муниријата на прохладна клима и влажни и прохладна време идеални услови за развој. Муниријата на повисока суша не се толку развива, меѓу другото во овој период рековме дека април месец сега условите се идеални за нејзин развој. Така да напомнам дека во текот на цветењето мора да биде заштитено вошките, дали ќе биде слива, јаболка, круш и така натаму. Ова болест не ги одминува, меѓу другото инкубира се на вишна облачинска и на Стенлеј слива. Сега ги напаѓа и другите овошки. Во овој период сите овошки треба да се штитат, бидејќи овие фази се најнежни кај овошките, а и самите болести најголем услови сега за развој имаат, како болестите, така и инсектите. Прскањето за муниријата може да биде комбинирано со инсектициди за сливовосица, за лисни вошки, така натаму, а може би доколку има блиски семејства да се изостави во почетокот на цветењето од инсектите за да не бидат убиточни за пчелите, бидејќи пчелите вршат опрашување, меѓу другото и пчелите вршат и најголемата зараза од цвет на цвет. Меѓутоа би препорачал да сите тие што вршат заштита да ги вршат во приклучерните часови, бидејќи пчелите тога се повлечуваат во кошницата, а другиот ден пчелата на испрскан насад не оди. Така да нема опасност да направи штета на пчеларите, а за насадите да бидат заштитени. Доколку ете сега по 10-15 дена по присуствувањето, кај сијата веќе муниријата е видлива, бидејќи они порано цветат, кај вишната и кисливата тоа ќе биде 10 до 15 дена. Доста ќе има забуни, некои кои немаат искуство, во тој период ако се прскани може да речат дека е изгорено, меѓу другото ниеден препарат нема да изврши изгорење, тоа е од болеста мунирија. Ова болест после повторно се јавува кога плодовите се зрели, знаеме во влажни години, тоа во август, ама кога се мени бојата, битно да напомнем, истите препарати може да се користат, дојде до скапување тогаш тоа се вика мунирија протигена. Од исти род на габи, нешто подрод, така да прават огромни штети. На барање на повеќе гледачи, повторно го емитуваме овој прилог, емитуван во една од нашите поранешни емисии. Во Штип е формирано Сдружение на производители на свињи и свинско месо ГИЦКО. Го сочинуваат собственици на свињарски фарми кои во моментот одгледуваат над 150.000 свињи, односно обезбедуваат половина од потребите со свинско месо во Македонија. За председател на Сдруженијето ГИЦКО е избран Ефтим Шаклев. Крајно време ли беше да се формира едно вакво сдружение? Па тоа е самите производители изразија потреба да се формира такво сдружение, затоа што видовме спрема претходните активности што ги имаме дека навистина заедничко делувањето на повеќе луѓе, на повеќе производители има многу поголем ефект отколку поединечно. Пред неколку време имавме многу проблеми. Например, требаше да се намалат царините за увоз на замрзнато свинско месо. Имавме проблеми
со некои закони што не беа во наша полза. Затоа заедничко видовме што значи заедничко делување и што значи че нашето присуство на голем дел, например, од производители на свинско месо во Министерството и кога видува дека во Македонија навистина постојат озбилни производители кои располагаат со околу 300.000 гоеници годишно и дека навистина ние имаме запослено во секторот свињарство околу 8.000 вработени а со некоја непромислена одлука да се уништи сето тоа ќе беше навистина штета за целиот подсектор. И по тие случувања одлучивме голем дел од производители на свинско месо, бидејќи на денешниот состанок иницијаторите на здружувањето беа иматели на околу 150.000 свињи, што значи скоро половина од производството во Македонија присуствуваше денес тука. Они го гледа својот интерес и за условите на производство и на набавката на храна и за продажбата, дека нашите успеси ќе бидат многу подобри, ќе бидеме многу поозбилни ако сме организирани. И затоа на тоа размислување е резултат денешниот ден и создавањето нова, да речеме, ново здружение, иако досега сме били ние често пати заедно, меѓутоа денеска само го тоа официализиравме и формално правно и тоа е со името Гицко. Така одлучи присутните. Не се надеваме дека ќе функционираме успешно понатаму. Нормално дека ова здружение ќе биде отворено за секој, што мисли дека ќе има некој ефект од неговото членување, ќе се одреди висината на членството, седиштето ќе биде во Штип. Јас си благодарам за довербата што ме избра за председател на ова здружение и ќе се трудам врските што ќе ми ги дадат да ги извршувам на време и добро. Собствениците на свињарски фарми очекуваат конечно да почнат да се решават хроничните проблеми со кои се соочуваат подолго време. Значи денеска се формираше Сдруженијето на свињопроизводители во Република Македонија, значи производители на свежо свинско месо. И тоа е еден голем чекор во делот на самите производители затоа што првпат организирано сакаме да ги решаваме проблемите кои се во основа се соочуваат свињопроизводителите во Република Македонија. Ова денеска е голем потек за свињопроизводители, значи тука очекуваме да бидат присутни сите производители на свињи во Република Македонија. Значи ова ќе биде потполно непартиско здружение во кое ќе самите членови ќе одлучуваат и да можат да делуваат на територија на Република Македонија. Значи едноставно да ги заштита сите своји права по основ на тоа какво првен треба свиња се произведува, значи да ги следиме европските текови со европскиот квалитет за утре да бидеме спремни да можеме да им конкурираме на европските производители. Ако ова ние денеска не го направивме, очекуваме дека конкуренцијата во Република Македонија ќе се зголемува од Европската унија и затоа ние овој чекор мора да го направиме како би биле конкурентни на европското производство и да можеме спремни да очекаме нашето легување во Европската унија. Се најголеми проблеми што се соочувате како одведувачи на свињи и производители на свинско месо? Па секако најголемиот проблем тоа е замрзатото свинско месо кој денеска неконтролирано се продава и во малопродајата и во рестораните и тоа ќе биде нашиот основен чекор во кој ние ќе се бориме да сите ресторани во Република Македонија и да трошат изузетно квалитетно домашно свежо свинско месо кое го имаме во доволни количини. Моментов Македонија 100% ги подмирува сите своји потреби со свежо свинско месо, дури може да кажеме имаме некој процент од 10-15% вишоци во одредени временски периоди во текот на годината. Ова е добар потек за организирање на нови производителите на свинско месо. Потребно беше за да се формира ова здружение, така да очекуваме сите малце подобро здружување, да ги оствариме нашите цели. И проблеми, така е, да. Која е вашата фирма, колкав капацитет е? Па, ние спаѓаме во малите производствени капацитети, некаде околу 2500 години товени свињи годишно. Пласманот каде го? Пласманот сега за сега е добар, се снаоѓаме. Кои проблеми највеќе се соочувате? Со кои проблеми највеќе? Па проблеми во зависност до годината, за пласманот зависни до годината, некојаш скапа храна, скапа. Конкуренцијата значи ли нешто на вас од странство? Увезуваат месо? Ако не ни значи, тоа многу ни значи. Па не допира нормално, се намалува тогаш нашата, тоест продажба. Во источниот регион пласирате ли месо овде? Па не, јас сум од Велес, тука во централниот. Скопје, Велес, Кавадарци, Неготино, така.
Седиштето на Гицко е во Штип, а во него во моментот членуваат над 20 одгледувачи на свињи и свинско месо. Прва обврска на Сдруженијето ќе биде средување на состојбата со увозот на свинско месо. Ете, тоа беше се во рамките на оваа емисија, почитувани гледачи. Довидување до наредната недела во истото време на истата фреквенција.